20 уметнички дела кои испраќаат пораки да се сопре говорот на омраза беа изложени денес во фоеето на Центарот за култура Илјоантески смок во Тетово. Сликите се изработени од средношколци во рамки на превентивно-едукативен проект, чиј носител е Одсекот за превенција на секторот за внатрешни работи Тетово во соработка со ОПСЕ и Тетовската и Гостиварската локална самоуправа. Булингот од секоја страна е различен, значи од некоја страна е многу поразличен, дека некој тоа многу погрешно го протолкува и дека некогаш доаѓа до многу самоубиства и некои други трагични настани. Се представам со овој цртеж кој што го изработив с техника акрилна платна на тема стоп булинг или стоп на насилството. Нашите ученици од гимназија, медицинското и економското училиште, неколку години назад имаат задача да изработаат слика на тема стоп за говорот на омразата и секогаш ги работаат овие слики со акрилни бои и платна. Тоа можеби на некои од нив по прв пат се среќаваат со овој начин на техника и работа, затоа што во средното училиште најчесто се работат со водени бои, темпери, туш, сите останати основни сликарски ликовни техники и прибори материјали. Со нивна асистенција и моја консултација ми рекоа дека воопшто не им било тешко со работа, добро се снашле со техниката, изборот на начинот на кој што ја прикажале оваа содржина, веќе им било јасно, виделе некои примери од интернет, од секојдневието и се она што го размислувале, го пренеле како идеја. Инаку со проектот беа опфатени околу 3000 ученици во прва година од тетовските и гостиварските средни училишта, а кои преку посебни предавања поблиску беа запознаени што значи говорот на омраза, како се препознава и кои се негативните последици. На предавањата исто така на учениците им беше представено, односно беше направена дистинкција што е говор на омраза, а што е слобода на изразување, односно дека тие два феномени општествени не се исто и дека најдобро и општествено најполезно е младите да се воздржуваат од говор на омраза пред се на социјалните мрежи, но и воопшто во комуникацијата со нивните врсници и повозрасни лица. Целта на проектот исто така беше преку предавања и на други начини, со други форми, да им се укаже на младите повеќе да го преферираат како поведение, почитувањето на различностите, пред се меѓу врсниците, различности од етничка, социјална, полова, расна и друга природа, различностите да представуваат вредности, а не хендикеп во секојдневното пулсирање и живење и истите да се афирмираат и унапредуваат во секоја прилика и на секое место. На учениците и нивните ментори кои учествувале во подготвувањето на изложбата им беа доделени пригодни сертификати.